Во низата светли имења на македонските револуционери и национални дејци, чија судбина била предодредена да го дадат животот пред олтарот на македонската слобода, жртвувајќи ја сопствената младост за животот на новите генерации, спаѓа Кузман Јосифовски Питу. Задоен со илинденските традиции и традициите на славната Гоцеделчевска ВМРО, во борбата за национална слобода и социјална правда на својот народ, тој ја гледал, како што самиот ке каже, сета смисла на човековото постоење. Кузман заедно со генерацијата на која припаѓаа Страшо Пинџур, Мирче Ацев, Вера Ацева, Борка Талески, Стив Наумов, Петре Пируземајски, Благо Јанков Мучето, Методи Антонов Ченто, Венко Марковски, Кочо Рацин и редица други личности, беше сведок и креатор на историското време во кое напукнуваат зидовите на туѓите владења и однародување на македонскиот народ. Овие македонски дејци на секој чекори истакнувале својата македонска национална самосвест наспроти асимилаторските политики на балканските држави и освојувањата на фашистичките сили. Кузман Јосифовски и неговата генерација стана оној македонски пламен кој ќе ја разгори национално-ослободителната борба на сопствениот народ и во времето на Втората светска војна ќе ја доведе до победоносен крај, крунисан со првото заседание на Асном и со триумфот на македонската војска, која со сопствени сили ќе го изгони и последниот окупаторски војник од Македонија. Кузман беше висок, 1,80 м, малце подгрбавен, многу сталожен човек, многу мирен и секој збор што ќе го кажеше, му беше на место. Мене многу ме сакаше, јас му бев личен курец. Многу мудар беше, многу мудар и паметен. Оружје никога не носеше со него. Никој пат пиштол тие работи не носеше. На Кузман му префрлија, кој он повеќе сакаше и Македонија да биде самостојна. Мене ако ме прашаш, зашто се борев за Македонија, а не за Југославија? А иначе, најзаслужен човек за Македонија е Кузман. Нема позаслужен од него. Тој надимак Питу доаѓа во времето на востанието, во револуционарното време, како што другите. Секој за себе бараше некој надимак и тој побарал и тој си ставил. А тоа што е Питу, веројатно има нешто што е важно да биде Питу. Не само тоа што е геројска смртта на Питу, загинат јавно на мечкин камен со пред толку турци, пред толку своји и го дал својот живот. Кузман Јосифовски Питу е роден во Прилеп. Потекнува од етничко и социјално милје, кое просто само од себе создавало услови за радикализам и непокор. Роден е на 15. јуни 1915 година, во текот на Првата светска војна, во услови кога поделениот македонски народ беше изложен на присилни мобилизации, репресии и прогони, кога низ Македонија распарчена во Балканските војни се распоредуваа над 1 милион војници од двете страни на македонскиот фронт. Ние со Питу бевме комши. Иако е тој постар од мене 5 години, али
се дружевне и со брат му Аспарух, се вика брат му, затоа што татко му Цветан беше волнар, а во Прилеп постојаше волнарски пазар. Тука дуќано негов, на татко му Цветан, беше каршија со анот на Ченто. Македонското национално ослободително движење има свој континуитет уште од втората половина на 19. век. Тој континуитет продолжува и во времето меѓу двете светски војни и за време на Втората светска војна, значи во народно-ослободителната борба. Опустошената Вардарска Македонија во 1980 година како јужна српска покрајна влегува во составот на кралството на србите, хрватите и словенците, а од 1929 година под името Вардарска Бановина во преименуваното кралство Југославија. Во целиот период на живот на македонците во рамките на кралството Југославија карактеристично е владење на терор и беззаконие. Каква била положбата на самиот македонски народ и неговото незадоволство против големосрпскиот режим во Македонија, зборува и фактот што од 17.000 жандари, колку што биле во Југославија, 12.000 биле распоредени во Македонија. Во периодот од 10 години, некаде од 20 до 30 година, во Македонија имаме околу 1400 политички убиства. 14 села биле опожарени и бројни други поединечни насилства и убиства на македонскиот народ. Сето тоа го будеше бунтот на македонецот, а особено на прилепчани, каде традициите на македонското револуционерно движење бе исклучително силни и се пренесува од генерација на генерација. Скоро сите деца, се мојата мајка која била најмала, се вклучени во Народно-ослободителната војна. Тој е сестра му Марика, брат му Аспарух и другата ми тетка Стефанка. Та искрена непокор во неговиот роден Прилеп кореспондираше со времето кога на европската политичка сцена се јавуваа нови генерации револуционери, задоени со идејата за социјална правда и национална слобода, но и цврсто определени за антифашистичка борба во моментот кога фашизмот и нацизмот ја загрозуваа слободата и демократијата во Европа. Така, од едната страна, носејќи го со себе белегот и сознанието за неопходноста од прекинување на една поробувачка историја за македонците, и од другата, како студент на правните студии на Белградскиот универзитет, кој во тоа време станува центар на радикални идеи на младата генерација, Кузман Јосифовски Пито се издигнува во визионер, трибун, конспиративец, организатор и водач на национално-ослободителната борба на сопствениот народ. Кузман прво се разликуваше во покрети, се разликуваше во констелација своја. Тој беше исправно момче и право да ви кажам, може и неверојатно нешто, али меѓу тие дуќанџи што бевме ние околу, разни дуќанџи имаше тука. Имаше шепотење дека на Цветан детето, тој Кузман, беше симпатичен, така. Многу го почитуваја луѓето. Стапувајќи во редовите на демократското студентско движење на Белградскиот универзитет, соочено со опасноста од фашизација на државата, Кузман, како определен македонец, е еден од најактивните членови на студентското друштво Вардар во Белград. Покрај овие активности, од самото доаѓање во Белград се грижал за прифаќање на нови студенти од Македонија, нивно сместување по станови, поевтино прехранување, за да ги заштити од туѓи влијанија. Кузман беше неверојатно дружелюбив, комуникативен и мирен при тоа. Кога појде во Белград, непрестано беше до затварањето заинтересиран во друштвото Вардар. Кога се затвори друштвото Вардар, тој како и други интелектуалци или ѓаци или студенти, свеедно, премина во така наречено МАНАПО. Пред се, ова организација која својата идејна физономија, односно својата програма ја добува на тајниот состанок во Охрид на 28 август 1936 година и во која биле вклучени македонските студенти од Белград, Загреб и Скопје,
Но прва од нејзините точки во нејзината програма била борба за јазикот. Значи формирање борба за пробудување на македонската национална самосвест, афирмирање на македонскиот народен јазик, борба против големосрпската хегемонија, симнување на кралската диктатура, демократизација на државата, борба против фашизмот и оно што е карактеристично за овој период е тоа што тие исто така во нивната програма внетнале еден став дека ќе се борат за достигнување федерален статус на Македонија како една од членките на идната преуредена Југословенска федерација. Како припадник на Комунистичката партија, покрај илегалната дејност, меѓу другото тој се вклучува во политичкиот живот на тогашна Југославија, барајќи начини да се афирмираат основните цели на македонското национално ослободително движење во тој период. Така на локалните и парламентарните избори во Прилеп во 1936 и 1938 година, заедно со други интелектуалци и работници, ја поддржувал опозицијата. Ali имаше два настана кои ја одбележија активноста и на поголемите од мене, а и на нас помалите, на младите. Тоа беше, првиот настан беше 35-та година парламентарни избори. Се викаше Чичевиќ, кандидат на листата опозициона. А Ченто беше негов заменик. И вториот настан беше парламентарни избори во 38 година. Тогаш Ченто не беше заменик, ничи беше кандидат. Парламентарните избори, што се одржаа на 11 декември 1938 година, беа искористени за афирмација на демократското национално ослободително движење, при што Манапо се определи своите кандидати да ги истакне на листата на Српската земјоделска партија на Јован Јовановиќ Пижон. Во преговорите за заеднички настап на изборите, во кои земјоделската партија очекувала повеќе гласови од југот, било издействувано да не се употребува називот Јужна Србија за Македонија, а биле договорени јавни собири во Скопје, Велес, Прилеп, Битола и Охрид, на кои ќе настапи по еден представник на местната младина. Собирите се претвориле во јавна афирмација на движењето за слобода на македонскиот народ. Особен одек имал собирот во Прилеп, каде од македонските кандидати за пратеник бил истакнат Методи Андонов Ченто. При тоа Кузман и македонските кандидати зборувале на македонски јазик. На денот на изборите се случиле бројни инциденти и насилство, при што били уапсени повеќе учесници на антирежимската агитација, предводена од Кузман, Мирче Ацев, Рампо Левката. На овие избори, мнозинство гласови добил Методи Андонов Ченто, но заради манипулациите и фалсификувањата на изборите, победил кандидатот Шајкаревиќ. Во критичните 1939 и 1940 година, Кузман Јосифовски действува во родниот Прилеп, при што од септември 1939 година е избран за секретар на местниот комитет во Прилеп. Кузман, он беше член на покрајински комитет, а директивите ги добиваше од од Перо Ивановски Тиква. Во овие рамки тој е длабоко свесен за својата македонска национална припадност и за улогата на комунист кој немал задача да крева светска револуција, туку требало да ги внесе своите сили и пожртвуваност во национално-ослободителното движење на својот народ. Народно-ослободителната борба всушност представува борба за национално ослободување на македонскиот народ и создавање на своја македонска национална држава.
Комунистичката партија била носител на таа борба, но сепак Комунистичката партија се уште е слабо организирана и е мала партија со мал број на членови. Така да мнозинството од македонскиот народ кој се вклучува во народно-ослободителната борба се вклучува за национално ослободување на македонскиот народ. Сега, оние партиски членови кои биле активни во Комунистичката партија биле пред се воодушевени од Октомвриската револуција, од пропагандата која доаѓала од Советскиот сојуз. Советскиот сојуз бил представуван како држава на рамноправните, каде што работниците биле на власт. Тие точно не знаеле комунистичката идеологија, туку пред се биле воодушевени од Октомвриската револуција, од Шпанската граѓанска војна и борбата на републиканците во Шпанската граѓанска војна и пред се бореле за социјална правда. Социјална правда, каде што ќе се создаде еден челичен сојуз меѓу работниците и селаните и тие ќе дојдат на власт и ќе ги остварат своите социјални права. Во рамките на консолидацијата на партијата, исто така, централните органи на КПУ од Белград испраќаат во Македонија бројни инструктори кои требало да помогнат во обновувањето на македонската организација, која 1940 година, според едни податоци, имала околу 300 членови, но бројката е можеби многу помала, некаде 170-180 членови. Значи, тоа била една малобројна партија на одбрани луѓе, одбрани интелектуалци, можеби поголемиот дел, кои представници на студентската младина, на која припегал и Кузман Јосифовски, и Мирче Ацев, и Борка Талески, така натамна генерација на македонски интелектуалци и национални борци, но карактеристично за овој период е пак сепак КПУ вложува напори да ја реорганизира и да зацврсне организацијата во Македонија. Особен печат и влијание врз настаните кои ќе се случуваат во Македонија одиграл Светозар Вукмановиќ Темпо, црногорски комунист, категоричен и непомирлив со било каква друга линија, освен онаа на КПЈ. Во есента 1939 и пролетта 1940 година, под раководството на Методије Шаторов Шарло, беа формирани Покрајински комитет на Комунистичката партија за Македонија и Покрајински комитет на Сојузот на Комунистичката младина на Југославија за Македонија, а во повеќе градови беа обновени партиските и скоевските организации. Сваќајќи го значењето на многобројната македонска емиграција во Бугарија, Кузман многу рано воспоставил контакт со представниците на македонското револуционерно движење, комунистички дејци, а особено со представниците на македонскиот литературен кружок во Софија. Михаил Сматракалев, Венко Марковски, Никола Јонков Вапцаров, Коле Неделковски, Крсте Гермов Шакер, Митко Зафировски и други. Сите овие македонци, можеби со различна идеолошка определба, имале единствена партија – Македонија и незината слобода. Тоа всушност била определбата на Кузман во неуморното градење на Македонскиот национален фронт. Он стварно беше талентован политичар, талентован револуционер. Он многу мало филозофираше за идеологија, не знам, марксизам, идеализам. Непосредната работа беше со едноставни зборови да ги претумачам, ако можам, да го фатиме последниот воз. Ова е шанса Македонија да се вклучи во народно-ослободителната борба против фашизмот. Македонија ја чека две работи, и борба против фашизмот и национално ослободување. Во селата особено се нагласуваше потребата од национално ослободување, од создавање македонска војска, македонска држава. Македонците равноправни со другите народи, со светот. Да излеземе јавно во светот, и тоа е последна шанса. Он не убеди сите дека е тоа последна шанса и дека треба да се направи све да се тоа постигне. И успеа, во голема мера успеа. Во рамките на градењето на стратегијата на идната македонска национална ослободителна борба, може би еден од најважните моменти представува проширениот состанок на Покраинскиот комитет на Комунистичката партија за Македонија, одржан под раководството на Методије Шаторов Шарло на 21 јануари 1941 година.
На овој состанок е донесен еден значаен документ наречен решение. Во ова решение се потенцира крајната цел на борбата на македонскиот народ, значи борбата за самобитност на македонскиот народ, во кое таа борба треба да оди до победоносен крај, и при што се поставува дури и правото за отцепување на Македонија. И на крај во весникот Искра, партискиот весник Искра, се издигнува лозингот за слободна Македонска република. Не единка во Федеративна Југославија, туку слободна Македонска република. Така, македонскиот народ подготвен ја дочекал новата окупација по 6 април 1941 година. Во овие рамки, Кузман заедно со другите поиздигнати комунисти во Прилеп, на 9 април 1941 година, учествува во организирањето на партиското советување во врска со новонастанатата ситуација по фашистичката агресија и окупацијата на Југославија. Заземајки курс за вооружена борба против окупаторот, повеќето раководни кадри во Македонија работеа и врз натамошното издигнување на платформата на Македонското национално ослободително движење, кој може да се следи речиси низ целокупната партиска документација на Комунистичката партија во Македонија. Неретко, иницијатор или автор на овие документи е Кузман Јосифовски Питу, како писмен интелектуалец и комунист, со јасна визија за сопствените определби и за стремежите на сопствениот народ. Фамилијата на Кузман, токму заради тоа што бил учесник во Народно-ослободителната војна, и брат му и сестра му, многу трпеле од бугарскиот окупатор. Секојдневно се малтретирани, многу пати е баба ми носена во затвор, каде што е малтретирана, каде што е тепана. Претресите се веќе постојани од страна на бугарската жандармерија. Кога разбираат дека 42 година загинува тетка ми Мара, сестра му на Кузман, кога разбираат дека е загината, мојата баба, мајката на Марика и на Кузман, ја вади шамијата и им вели на другите деца, тука, кој биле. Мајка Мара ја дава курбан за слободата, бидете ми вие деца живи и здрави. Тоа се зборовите на баба ми, кој верувам е многу тешко на мајка да ги изговори. Кузман вели: најсудбоносните дни на својата мачна историја, спасот е во славната општа борба против фашизмот. Македонскиот народ сака и има право слободно да живее. Иако се поздравува борбата на сите народи од Југославија и на братскиот бугарски народ, акцентот се става на тоа дека македонскиот народ треба да се ослободи сам, со сопствени сили, и дека покрај сите сојузници, само така ќе го стекне правото на самоопределување. Македонското национално ослободително движење во Втората светска војна, во првите 2 години, значи 1941 и 1942 година, е целосно самостојно и автономно. Комунистичката партија формално била под капата на Комунистичката партија на Југославија, значи покраинскиот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Македонија, но и двајцата раководители кои биле во тие 2 години, значи политичките секретари Методија Шаторов Шарло и Бане Андреев, воопшто не контактирале со Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија, или тие контакти биле доста слаби. Комунистичката партија на Југославија, начело со Јосип Броз Тито, правеле се за овој покраински комитет да го стави под управа на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија. Токму затоа вршеле разни притисоци, имало дури и кодошења до Коминтерната за овој покраински комитет да биде во рамките на националното ослободително движење на југословенските народи. Еден ден, тоа беше 8 септември
нашата партија имаше пленарни состанок, многу конструктивен. Од сите градови на Македонија собрани беа делегати. Говорот што го одржа тој Шаторов, тука беше нешто друго, него што ние дотогаш сме учеле, читале и разбирале. Тој се определи за историја. Историјата на Македонија. И во два дела го подели тоа. Сега ќе ви биде јасно кој ќе ви кажам јас, пошто конкретно, само извод. Едниот дел е општествен. Што треба во општеството македонско да се организира, да се формира како легално, напредно, да се бори за самостојност на Македонија. Тоа е Народниот фронт. Али Народен фронт не како во другите републики на Југославија, него посебен во Македонија. А таа посебност идеше од тоа што ние мислевме во тоа време, дека Македонија живее во полуколонијално робство. Полуколонијално. Експлоатирана е. И во Македонија тој фронт го отворивме. Не треба да биде забранет за никого. Сите може да бидат. И богати, и сиромаси. Сите граѓани, само кои не се јавно искажани како фашисти и кои не се доушници. Ето тие. Се друго влегува во тој Народен фронт. Тоа е за општественото. Вториот дел е аграрниот. Аграрниот дел се донесе решение. Сите колонисти дојдени во Македонија да напуштат земјата македонска и да си одат назад во својата земја. Од кај што дошле. Ако треба да му се даде земја, ако се сиромаси, нека му се даде во Србија српска земја, во Хрватска хрватска земја и така натаму. Нема македонска земја да се дава. Прво, нема да се дава на поклон, затоа што некој бил за србите солунец, да кажеме, на Солунски фронт, или заслуги имал за државата српска и одликувања некој, ево како Трбиче да кажеме, имање му е дадено. Тоа имање има да го даде, да го врати. И другите колонисти да си земат парталите и да се одат назад. Ја имав 14 години кога отидов во партизани. Толку на 14 години и јас бев најдобар пушко-митролезец. И мене да ме прашавте зашто се бори со Македонија. Оти ние за време окупација бевне под окупација за Југославија. Да, ја учев српско школо, па тука колене ме учеме бола на пшенка што не ќе српски да збора. И ти викам, ние бевме инспирирани, ќе бидеме македонци слободни. Ќе имаме работа, тоа беше првото. Македонци слободни ќе бидеме работа. И тоа беше борбата на македонскиот народ. Во септември 1941 година, по отстранувањето на Методија Шаторов Шарло од раководната функција на Централниот, односно на Покраинскиот комитет на Комунистичката партија за Македонија, се формира нов покраински комитет во кој и Кузман Јосифовски Питу станува член на тој покраински комитет, значи од септември 1941 година. Во периодот од 1941 година до 1943 година, обавувајќи разни функции, Кузман Јосифовски Питу е неуморен во организирањето на македонското востание, но и неуморен во градењето на македонскиот национално ослободителен фронт. Особено е значајна неговата улога во
создавање на широка база на национално-ослободителното движење, бидејќи 200-300 комунисти не можеле да водат народно-ослободителна борба, туку нив им била потребна широка поддршка на македонскиот народ. Посебно значаен успех во овие негови активности е формирањето на окружниот комитет на КПЈ за Западна Македонија, со седиште во Тетово, во март 1942 година. При тоа како секретар на овој комитет развил богата и интензивна дејност. Онда Кузман почна многу почесто да се јавува. Он веќе како да ја напушти, иако беше во тешка илегала, ама многу се движеше. Струга, Кичево, Маврово, Гостивар, Тетово. Знаевме дека тој често пати ние му дававме курири, или знаевме кои курири доваѓа, ги познававме. Сега морам да нагласам, и то дебело да нагласам, тие контакти со Кузмана почнаа да вршат една страшна промена, една потреба за нешто ново. А тоа ново произлегуваше од новата ситуација која настана. Не се чека повеќе некаква револуција, него народно-ослободителната борба е тука. Треба да се почне, треба да се организира, треба да се формираат партизански одреди. А за тоа е потребно, неминов се потребни неколку основни работи. Како прва задача ни ја постави потребата за формирање на организација во селата. Ние многу мало влијание по селата. Во огромном влијанието не беше градот, работниците, младината. Таа потреба за село многу сериозно ја постави, а и ние сериозно, мора да кажеме, сватишме. Одма се свртивме кон селото. И видовме дека оценките на Кузман дека таа територија е по-благородна, по-приемча, по-адекватна за пошироки, за поголеми настани, ние почнаме да организираме села. Прво, второ, треќе село. Кузман доваѓаше поначесто. И првата работа му беше што е направено, како е направено, што треба да се прави. Ова е период кога целокупната активност на партиските организации и раководства се одвивала во духот на подготовките за формирање на партизански одреди. Мнението за Кузмана кај сите беше исто. Кај сите се разликуваше од други. Ние го викавме стариот, Тетово и Гостивар стариот, а Маврово и Дебар таткото. Еве, и тога и после анализира. Кузман беше 5-6 години постар од нас, скоро врсник во тоа време. Меѓутоа неговиот однос, неговото знаење, неговиот начин на однесување, неговата неуморност, стварно неуморен беше. Имаше и други такви постари комунисти, али никој не се движеше како што се движеше Кузман. Го разгоре огнот до целиот тој дел на Западна Македонија кој беше под албанска, под италијанска окупација. Јас последен пат го видов Кузман 1942 година на 7 јануари. Кузман беше дојден од Западна Македонија, а од Битола тој отиде во Кичево сам и после во Кичево развиена делатност. Од Кичево во Маврово разви делатност, една фантастична партиска организациона делатност. И во Тетово успеа да формира окружен комитет. Направи организација во Кичево, направи во Струга. И тоа луѓе, плејада, многу добри кадри, многу добри. Ако заедме да разговараме, јас и ти, ќе те подсетам оти многу знаменити работи во текот на војната, дојде од таму баш, од кај што тој и постави. И негова заслуга е што осознаја овде главниот штаб на партизанските одреди, осозна дека подобро е главнината да ја определи во Западна Македонија.
Во Западна Македонија беа фашисти поробители италијаните. Италијаните после капитулира. Али и кога беа не капитулирани тие управители, тие потпуно другачи беа од бугари, да кажеме, германци. Немаше таа острина која имаја бугарите и германците овде. Тоа е Кузман заслужен. Кузман е главен за тоа. Најважна преориентација од овдека беше покој. Партизани, да кажеме, што ќе фатат, кинат бугарите. А друго е во Западна Македонија. А во Западна Македонија имаше кој да и пречека. Оти Кузман со својата активност, претходната активност, организациона, направи да има таму доволно кој ќе ги пречека. Како резултат на преземените активности, посебно на покраинскиот штаб во текот на пролетта и летото 1942 година, излегле јадрата на десетина партизански одреди во Битолско, Скопско, Велешко, Прилепско, Преспанско, Крушевско, кои ги носеле имињата на илинденските револуционери. Токму затоа, и во прогласот пред Илинден 1942 година, меѓу другото, се повикува македонскиот народ на единство и масовно да се вклучи во новата борба. Во прогласот стои: Македонски народе, оваја година треба да го празнувате Илинден со несломливо единство, во знак на одлучна и несломлива борба против неговите поробители и домашните предатели врховистите. Со своето масовно влегување во редоите на геројските македонски партизани, покажите дека ќе се борите до последна капка крв за изгонување на окупаторите, за нов и последен Илинден, кој ќе ги исполни идеалите на македонскиот народ, за кој се борел и давал скапи жртви. На Илинден излезете сите да ја демонстрирате вашата волја, вашето желание за слободата и победата. Сите заедно, рака за рака, како што зедоа заедно учество вашите татковци, мајки и постари браќи и сестри во Илинденското востание. Сите заедно во денешната борба за изгонување на окупаторите, за национална слобода, за самоопределување и равноправност на македонскиот народ, за подобар и сретен живот, за вистинска демократска народна власт. Да живее и слободна Македонија! Да живее нов и последен Илинден! Смрт на фашизмо, слобода на народо! Се до некаде февруари 1943 година и некаде може би август 1943 до писмата на Светозар Вукманови Темпо кога доаѓа во Македонија и кога ја критикува линијата на македонската партија на Кузман Јосифовски Питу, основна платформа која застапува Кузман Јосифовски Питу на македонското национално ослободително движење е Слободна Македонија во Слободен Балкан. Тоа значи обединување на Македонија, нејзино конституирање во независна држава, а потоа може таа да се сојузува во Балканска, Југословенска и били каква друга федерација. Ваквите ставови на Кузман и македонската партија отстапувале од југословенското решение на македонското прашање, кое требаше да се реши само со давање на Вардарска Македонија право да биде една од федералните единки во ново компонираната, односно во преуредената Југословенска федерација. Ваквите определби на македонските комунисти и револуционерни дејци произлегува од стремежите на народот за извојување на национална слобода и социјална правда, кој се бореше за формирање на своја македонска држава, надвор од големо српските и големо бугарските комбинации. Затоа, уште со самото доаѓање во Македонија, на 25 август 1942 година, инструкторот на Централниот комитет на КПЈ, Добривој Радосављевиќ, брзо осознава дека споменувањето на Југославија е многу непопуларно во народот, дека тоа асоцира на големо српското поробување на Македонија. Кузман Јосифовски Питу повторно праќа писмо до Централниот комитет и искрено им кажува дека тој се уште не се соживел со југословенската линија. Значи, се уште тој не е соживен со југословенската линија и нагласува дека
не само што тој не се соживеал, туку и не можел сето тоа да им го објасни на другите партиски кадри, а камоли да им го објасни на останатите македонци. Значи, таа линија, Југославија, терминот Југославија, во народно-ослободителната борба се смета за најцрно робство, се смета за дел од претходната големо српска политика. Токму затоа, додека во Македонија полека но сигурно се разгоруваат жариштата на македонската борба, кон крајот на 1942 година, после походите во Босна, Светозар Вукмановиќ Темпо добива директиви од врховниот командант на НОФ ИПОИ, Јосип Броз Тито, да замине во Македонија како делегат со вонредни овластувања. На Кузман му препрлија дека повеќе повозен кон идеите на Ченто, него со Југославија. Оти он повеќе сакаше и Македонија да биде самостојна. Светозар Вукмановиќ Темпо е многу загрижен за ваквата посебна македонска платформа и со неговите писма од август 1943 година до ЦК на КПО ги информира дека моја основна задача е оваа македонска платформа јас да ја преориентирам кон југословенската платформа. Додека југословенската платформа е за обединување на Македонија и обединување на борбата на македонскиот народ со другите југословенски народи, дотогаш македонската платформа се залага за обединување на поделена етногеографска Македонија. Ги случува тоа дешето Шарло од партија, Перо Тиквер го сменува од секретар по крајнски комитет и назначува ново тело. На чело Лазар Кулишевски. Со доаѓањето на Светозар Вукмановиќ Темпо, кој успева во своји раце да ги превземе раководните конци во македонското движење, особено по формирањето на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија на 19 март 1943 година, кога го поставува Лазар Колишевски, кој е во затвор за секретар на ова Комунистичката партија на ЦК на КП, што значи дека наместо Колишевски Светозар Вукмановиќ Темпо ги превзема функциите на раководител на движењето во Македонија, ги елиминира и ги критикува македонските дејци, меѓу кои еден од најкритикуваните е токму Кузман Јосифовски Питу, така што тој постепено оваа македонска платформа ја преориентира кон пројугословенската платформа. Во овој дух се речиси сите акции и програмски пароли што Светозар Вукмановиќ Темпо ги спроведувал и иницирал во Македонија. Се припремала Македонија за едно југословенско решение, значи за југословенско решение на македонското национално прашање, односно Македонија да добие национална држава во рамките на Версајска Југославија. Ова се форсира од самиот почеток на народно-ослободителната борба. Значи, Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија, на чело со Јосип Броз Тито, единствено меѓународно признавање може да добие на поранешната територија на Југославија. И токму затоа не сака македонското национално прашање да се прошири и на другите делови на Македонија, значи и во Егејскиот и во Пиринскиот дел на Македонија. Токму се затоа тие притисоци, токму се затоа тие инструктори кои доаѓаат од праќани од Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија. Со поставувањето на чело на Комунистичката партија на Македонија на Лазар Колишевски, всушност децидно може да се процени дека Светозар Вукмановиќ Темпо немал доверба во македонските кадри, токму заради различната линија која низ различните прогласи ги дава Кузман Јосифовски Питу и македонските комунисти, значи една изразена недоверба со тоа што се поставува Лазар Колишевски за секретар на оваа организација, бидејќи Лазар Колишевски е српски воспитаник и тој бил проверен српски кадар во кого српските кадри и југословенските кадри од ЦК имале доверба. И како човек од доверба го носат во Македонија, а се елиминираат такви кадри како што бил Кузман Јосифовски Питу и кој по сите квалитети требало да биде секретар на оваа партиска организација. Кај македонците дошло до одредена поделба. Значи имало комунисти кои слепо ја следеле идеологијата на Комунистичката партија
сметајќи дека така треба, дека тие наредби кои доаѓаат од Комунистичката партија на Југославија се наредби од озгора, наредби од Коминтерната и треба да се следат. И имало македонци кои сметале дека македонското национално ослободително движење треба да биде автономно и самостојно. Кузман Јосифовски Питу на 2 август 1943 година во рефератот поднесен на Преспанското советување по повод 40 годишнината од Илинденското востание, испраќа порака од името на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија до сите слоеви од македонскиот народ и народностите кои живеат во Македонија за приклучување во народно-ослободителната борба, за остварување на нивниот вековен идеал – слободна Македонија. Тој запишал: На 2 август 1943 година се навршуваа 40 години како избухна славното Илинденско востание, откако заврши херојската Илинденска епопеја на македонскиот народ. Денеска, кога македонскиот народ се најдува пред решителна борба за извојување на својата национална слобода, споменот на Илинден треба поиќе од секој пат да светли пред очите на целиот македонски народ, пред лицето на сите честни и слободолюбиви македонци, сите кои ја сакаат својата земја. Користејќи го илинденското искуство и знаејќи ги поуките кои оно ни ги дава, да створат све од себе за остварување на еден нов, последен и победоносен Илинден. Во 1943 година на 1 јуни Кузман Јосифовски Питу праќа писмо до Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија и бара подитно да се создаде еден програмски документ за ослободителното дело на македонскиот народ. Значи, дошло време, војната била разгорена и дошло време сите македонци да дознаат зашто се борат овие истакнати македонски револуционери. Ова писмо, што го пратил до Централниот комитет, било пратено во моментот кога Светозар Вукмановиќ Стемпо бил во Грција. Значи, тој бил во Грција и разговарал со Комунистичката партија на Грција за да се создаде еден балкански штаб, каде што требало да доминира Комунистичката партија на Југославија. Македонија се изделува од рамките на Југославија и се третира како посебна балканска земја. Кога го добив нивниот проглас, веднаш отпатував од Грција за Македонија, за да ја исправам линијата. Барам безпоштедна борба против сите автономистички тенденции и против секој обид КПМ да се издели од составот на КПЈ. Ова исправување сушност се случило на Преспанскиот состанок кој се одржал од 2 до 4 август. Тој е состанок на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија, каде што токму таму Кузман е критикуван за своите ставови кои се надвор од така наречената југословенска линија. Барањето на Кузман Јосифовски Питу да се создаде програмски документ, каде што отворено ќе се кажат целите на македонската борба. Тој програмски документ требало да се растури во сите делови на Македонија, кај сите македонци за да дознаат за целите на македонската борба, дека таа е борба за создавање на македонска национална држава. Тој програмски документ по предупредувањата на Кузман Јосифовски Питу, Централниот комитет со помош на главниот штаб на Народно-ослободителната војска го издава во октомври 1943 година. Тој програмски документ се нарекува Манифест на главниот штаб на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Македонија. Манифестот е донесен во мал круг на луѓе, значи во сигурно учествувале Темпо, Страхил Гигов и Апостолски, значи кој е командант на главниот штаб. Програмскиот документ е издаден без датум и место и на него се напишани имињата, сите имиња на главниот штаб, но истите не се подпишани, што значи дел од нив и не го одобрувале манифестот на главниот штаб.
Во манифестот, значи, борбата за ослободување е само на вардарскиот дел на Македонија. Значи, само на делот на Македонија кој е под Версајска Југославија. Значи, токму поради тоа, Акционот Национално ослободителен комитет, каде што учествувале македонски интелектуалци од граѓанскиот слој, кои биле приклучени всушност од Кузман Јосифовски Питу, веднаш дискутирале во однос на текстот на манифестот. По долги дискусии, во декември 1943 година, тие составиле приговор кон манифестот на главниот штаб на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Македонија. Сметаат дека борбата е созреана многу повеќе и сметаат дека рамките на Југославија не се доволни за да се реши македонското национално прашање. Значи, сметаат дека борбата е отидена подалеку, дека борбата треба да се прошири низ цела Македонија, значи и во Егејскиот и во Пиринскиот дел на Македонија, и сметаат дека манифестот треба да биде поништен, а пак нов програмски документ треба да се донесе на државотворното собрание, значи на АСНОМ, собранието кое требало да се одржи во иднина. Една од најделикатните и најчувствителните задачи која остварувал Кузман Јосифовски Питу во текот на неговата револуционерна дејност е во одржување и воспоставување врски со Бугарската комунистичка партија. Значи, во овие рамки, во координацијата на антифашистичката борба помеѓу комунистичките партии на Балканот, Кузман Јосифовски Питу ја одржува врската помеѓу КПЈ и Бугарската комунистичка партија, која е многу деликатна задача, бидејќи и двете партии некако се соперници околу Македонија и македонското прашање. Битката во планините била добиена. Биле создадени крупни војни единици на Народно-ослободителната војска и слободна територија, а се започнало со подготовките за свикување на антифашистичкото собрание на Народното ослободување на Македонија, АСНОМ. Тој своето визионерство го покажа, го истакна. Визионерството ти треба да се создаде институција која се донеси одлука за држава. АСНОМ, да кажеме, нему, тој на советувањето во Преспа, тој го кажа тоа во својот реферат. И тој го наместија после да дојде во Скопје, да привери интелигенција од Скопје, која би била испратена во партизаните, за да може да се формира таков комитет. Оти не можеше АСНОМ, например АСНОМ, да биде формиран од било кого. Требаше да биде интелигенција, требаше да биде граѓани, требаше да биде домаќини, а интелигенција која ќе може да напиши закон, да кажеме, или резолуција, да напиши по ова или по она прашање. Токму затоа, Кузман покажал забележителна активност во формирањето на мрежата на народно-ослободителни одбори, како никулци на новата народна власт, а во есента 1943 го формирал и раководел Акциониот народно-ослободителен комитет, АНОК, кој вршел функција на највисок народно-ослободителен одбор. Ставајќи ги под постојана критика македонските комунисти за најразлични грешки во однос на линијата на КПЈ, особено за автономистички тенденции, многу индикативна е и оценката за интелектуалците во дискусијата на Темпо на советувањето на војните единици. На 21 декември 1943 година запишал: Најважното во организацијското прашање, тоа се кадрите, предаени на партијата. Речиси немаме кадар кој ќе ја спроведе линијата. Ако во партијата постојат паметни интелектуалци, ситно буржоаски елементи, линијата ќе остане мртва. Нашата главна задача е да се исчисти партијата од тие елементи, да се стави партијата во здрави работнички раце, макар што тие работници и да не знаат многу да зборуваат. Во групата на тие интелектуалци, кои имале своји погледи и ставови и кои знаеле да зборуваат, спаѓа и Кузман Јосифовски Питу. Таа хајка против интелектуалците,
За жал не пропратна мрачна сенка и во првите години на слободата, кога интелектуалштината, покрај автономизмот, представува уште една етикета за политички дисквалификации. Кузман Јосифовски и најголемиот дел комунисти ја продолжуваат борбата за извојување слобода на македонскиот народ, како рамноправен субјект во конституирањето на Југословенската федеративна заедница. Посветувајќи се на борбата за македонската слобода и за остварувањето на социјална правда, Кузман трагично го загубил својот живот, без да го доживее големиот чин на прогласувањето на демократска федерална Македонија на големиот Илинден, кој до последен миг беше неговата духовна звезда водилка. Беше убиен на 25 февруари 1944 година во однапред испланирана акција на бугарската полиција во Скопје. Имено човекот кој е задолжен за држењето на врската меѓу Кузман и бугарскиот и Централниот комитет на Бугарската работничка партија комунисти, Крум Георгиев, брат на Българјанова, односно сопругата на Бојан Българјанов, кој беше едно време инструктор на Бугарската партија во Македонија, во една провала на Софиската железничка станица, токму во моментот кога требало да дојде во Скопје да се стретне со Кузман Јосифовски Питу, во една голема акција на бугарската полиција бил уапсен. Наводно имаше една куќа која служеше и за илегалци. Кузман често таму одеше као илегалец, имаше средби и со некои представници од Бугарија. Пред бугарските полициски истражни органи, Георгиев открил дека требало да оствари средба помеѓу представниците на КПМ и БРП, посочувајќи ја куќата наводно во местноста Козле, како и точниот датум на средбата. Откако бил доведен и на лице место ја посочил куќата, тој бил убиен надвор од градот. На 24 февруари, бугарската полиција и полициските агенти од така наречената специјализирана група А презеле акција кон посоченото место наводно, а на 25 февруари се обиделе да влезат во куќата. Очигледно се предадени и ја обколуваат, го обколуваат објектот. Кузман успева да се спаси, да рипне од прозор, меѓутоа бива погоден во нога, меѓутоа продолжува да бега. Понатака го убива, јас колку што знам, стражар на ложјоница. Доаѓал некој млекар. И млекарот влегол пред Кузмана 2 минути и бугари ве, те панивне. Те панавне и Кузман 3 метра понатат и он замкава и ја избегнува. Ме сваќаш? Нарачкава. Ама кај ложјоница некој воз воен паркира. Војникот стара чувал. И му вика, стој. Мисли дека е некој што кради. Овој не застанува. Убиството е случајно. Пука го тепува. Ја лично со војникот зборува. Отидуваш работа во Удба. Има некој контакт има. Плачеше човекот. Кај да знам дека. Сада чувал. Значи, убиството е случајно. А иначе наместатката е таја. Така заврши еден од умот, мускулите, снагата, битот на нашата револуција. Така завршил животот, можне трагично, на еден од најсветлите синови во македонската историја, визионер, трибун, предводник и организатор на македонското национално ослободително движење, човек кој со својата честност, доследност, искреност, пламеност и љубов кон Македонија остана запишан во светлите страници на македонската историја. Кузман како личност се одликувал со широчина, самоиницијативност и визионерство. Тој, иако дисциплиниран комунист, пред се бил интелектуалец кој размислувал и самостојно донесувал одлуки, прекален македонски борец кој упорно настојувал македонскиот народ да биде субјект на историската сцена и сам да одлучува за својата судбина.
Во 1945 година Кузман Јосифовски Питу е прогласен за народен херој. Во текот на годините многу училишта, улици, студентски домови и разни други општествено јавни установи го носат неговото име. Неговиот лик во 2011 година заслужено си го најде своето место во Музеот на македонската борба за државност и самостојност, а во 2013 во Скопје ќе биде поставен голем споменик посветен на неговата личност. Неговото име е запишано во плејадата македонски синови кои живееле и умирале за слободата на татковината Македонија. А има уште многу за се зборува. Многу има да се зборува уште. Тоа беше племенит човек. Висок, вака, педантен, убав. Многу убав беше. Долгоманест. Како сега да го гледам? Како сега да го гледам? Тоа ти е.